Вести на Слободна ТВ. Вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич не верува дека ќе има какво било суштинско загрозување на чие било право за слободно здружување доколку во собранието бидат прифатени измените на Законот за здруженија и фондации, што го предлага ВМРО ДПМН. Според Маричич, и здруженијата имаат јавна функција и јавна улога. Стандард е секаде во Европа нивните називи действувања да не бидат спротивни на вредностите за општеството. За нас е важно тој баланс да биде добро воспоставен меѓу правото на слободата на здружување, јавната безбедност или јавниот ред и мир, и тоа ќе биде работа на институциите и на Централниот регистар и на судовите, изјави Маричич. Министерството за економија се уште ги прави анализите за можноста да остане летното сметање на времето, иако министерот за економија Крешник Бектеши во понеделникот изјави дека тие би требало да бидат готови до крајот на неделава. Побарано е мислење од Македонската академија на науките и уметностите и од Бирото за метрологија и што ќе се добие нивно мислење, како што вчера изјави министерот Бектеши, анализата ќе биде доставена до владата, која треба да ја донесе конечната одлука. Одлуката дали ќе остане летното сметање на времето или ќе се премине кон зимско сметање треба да биде донесена до крајот на овој месец. Зимското сметање на времето почнува од последниот викенд во октомври, кога стрелките на часовникот се поместуваат за 1 час наназад. Извештајот на Европската комисија за нас е јасна верификација дека сме на добар пат и уште појасна насока каде треба да чекориме. А чекорењето единствено е можно забрзано кон европскиот пат, изјави премиерот Димитар Ковачевски. Според него има уште многу работи кои што треба да се поправат. Не е доволно само да се направи закон за да се изгласа закон, туку тој закон треба да се спроведе, вели Ковачевски. Тој ги повика сите институции, особено институциите кои што се во делот на владењето на правото, што се во делот во борбата и справувањето со криминалот и корупцијата, со забрзано темпо да работат на спроведување на сето она што е нотирано во извештајот на Европската комисија. Граѓаните да не се грижат, храна ќе има доволно, порача министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Лупчо Николовски. Како што истакна Николовски, пикот на кризата со храната се очекува во следните 2 години, затоа сега треба да го фатиме чекорот. Во тој контекст укажа Николовски, добро е што се воспостави Отворен Балкан, иницијатива која значи тргање на сите бариери во регионот за слободен проток. Увоз на пченица ќе има, изјави Николовски, особено од Србија, бидејќи Македонија нема доволно квалитетно лебно жито. Буџетот за земјоделство пак нема да се намалува, особено не сега во време на криза. Тој потсети дека владата уште пред кризата го донесла националниот план за производство на храна. Патриархот на Српската православна црква Порфири денеска беше устоличен на тронот на печките архиепископи и српските патриарси во Печката патриаршија, древно седиште на поглаварите на Српската православна црква. На светата литургија сослужуваа и представници од другите помесни православни цркви, меѓу кои и од Македонската православна црква Охридска архиепископија. Патриархот Порфири непосредно по изборот на почетокот на минатата година беше устоличен во Соборната црква во Белград, кога ги доби правата и должностите што му припаѓаат како поглавар на СПЦ. Обичај е тој да биде устоличен и во Печката патриаршија, древно седиште на поглаварите на СПЦ, но тоа беше одложено, како што соопшти од СПЦ, поради епидемиолошките мерки на Косово. Претходно, со патриархот Порфири литургија служеа повеќе епископи на СПЦ, како и на другите православни цркви. Од Македонската православна црква Охридска архиепископија на литургија сослужуваше митрополитот Преспанскопелагодински Петар. Порфири е 46-ти српски патриарх, а 57-ми поглавар на Српската црква, бидејќи претходно тие биле архиепископи, почнувајќи од првиот архиепископ Свети Сава. Турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган и нареди на владата во Анкара да почне со градежните работи на гасниот чвор во Турција, објавија денеска турските медиуми. Изградбата треба да почне по предлог на рускиот претседател Владимир Путин заради извоз на рускиот газ во Европа. Заедно со претседателот Путин дадовме наредба на нашето Министерство за енергетика и надлежната институција во Русија за изведување на заеднички потват, изјави Ердоган по враќањето од Казахстан, каде што се сретна со рускиот претседател. За време на состанокот со Ердоган во Астана, Путин предложи создавање гасен чвор во Турција за снабдување на Европа со руски газ. Тој кажа и дека маршрутата низ Турција се покажала како најсигурен начин за испорака на гасот до Европската Унија во време кога руските испораки за Европската Унија се погодени од санкции и протекувањето на гасоводите Северен поток 1 и Северен поток 2.
Ги следевте најновите вести на Слободна ТВ.